Ќе ве прашам едно сега. Вие велите дека е намален финансискиот план, односно за оваа година е понизок. Ве прашувам, дали 91 милион 742 е повисок или помал од 103 милиони 219 860. Значи имаме зголемување за 12,5%. Оваа регулаторна комисија дневно ќе троши по 6350 денари. Евра, се извинувам, дневно. Кога сме сега кај вработувањето, и ти се држиш како и овој што е председателот Марко Бислимовски, дека ќе бидат 3 нови вработувања. Па ајде да го поделиме износот од 7 милиона денари, тогаш тие тројца вработени, ново вработени, по колку плата ќе земаат? По 2300 евра или по оваа пресметка, ја што ја кажував, околу 1000 евра. Значи, реално ќе имате нови 8 до 10 вработувања, сигурно ќе бидеме еве на крајот од оваа година ќе се сретнеме пак вака очи во очи, ќе ви кажам дека не сте во право. Сега одговорите ми дали 103 милиони 219 илјади е повисок износ од 91 милион 742 илјади или понизок. Велевте дека многу добро се поставила оваа регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Јас ќе ви кажам едно, да имавме друга регулаторна комисија која што ќе работи совесно, свесно, одговорно, немаше да дојде до економска криза, која што беше предизвикана директно од енергетската криза заради несовесното, несоодветно и неучтиво работење на оваа регулаторна комисија. Па, господин Чаракчиев, имаме највисока цена на електричната енергија. Во делот на интелектуалните услуги, велите дека минатата година тие биле потрошени за консултантски услуги за професори од машинскиот и електротехничкиот факултет. Во ред. Оваа година зашто ќе се трошат тие 4 милиона и 700 евра? Затоа што овдека ги немате наведено. Тие ги немаат наведено за тоа. Затоа јас велам дека овдека во заскриена форма тие ќе се исплаќаат на бонуси, дали на вработените во регулаторната комисија или пак како овој Темел Користевски и тој вашите, кои што ги имате вашите експерти, што се јавуваат да ја бранат Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. За жал, се додека Артан Груби, се додека Ковачевски, Димитар Ковачевски се начело на оваа држава, имаме вакви финансиски планови. Ви кажав и на почетокот. Секогаш економската логика е јасна во време на криза, а имаме криза очигледно, и тоа криза првен е владата на Република Македонија, потоа енергетска, економска и здравствена криза. Во време на криза државата треба да го стегне ременот, да ги намали трошоци, да ги намали непродуктивните расходи. Немаме потреба од вакви расходи кои што се непродуктивни. Затоа, ако секаден во сите сектори, и во владата, и во регулаторната комисија, која што сега денес разговараме за нивниот финансиски план, се работи домаќински, одговорно, честно, тогаш можеме да гледаме дека има некое правилно водење на државата. За жал, ќе констатирам дека и оваа година ќе имаме нови трошоци и се сомневам дека регулаторната комисија ќе знае и ќе умее да се справи со предизвиците кои што ни престојат. Благодарам.